пресконференција ја започнуваме со јасна и недвосмислена порака од целата пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, од Собраниската комисија за еднакви можности, од Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, но и од сите жени кои го бренаа гласот против ова срамно однесување на еден наведен голем маж и функционер платен од парите на граѓаните, освен клубот на пратенички во Собранието, каде што актуелен председател е поранешна министерка од Социјалдемократскиот сојуз Јована Тренчевска, која го одби нашиот повик да даде јавна поддршка. Поради тоа, силно и со сета наша одлучност застануваме зад нашата колешка, сопруга и мајка Дафина Стојановска. Она што го видовме од страна на Слободан Трендафилов не е ништо помалку од директен атак, обид за замолчување и брутален притисок врз жената во политиката. Начин да ја нападне жената која имаше храброст јавно да го изнесе неговото расипништво. Ова е класичен пример на мизогинија, каде мажна функција се обидува да дискредитира и деградира жена само затоа што ја обелоденила вистината. Ги повикуваме сите релевантни, домашни и меѓународни организации за заштита на правата на жените, невладиниот сектор, народниот правобранител и сите други надлежни институции веднаш да реагираат. Молкот пред вакви агресивни напади само му дава ветер во грб на секој следен функционер кој ќе помисли дека може да се пресметува со жените пратенички преку навреди и закани. Овој обид за замолчување и закани да помине неказнето. Слободан Трендафилов е во тотална паника затоа што е фатен жив во злоупотреба на својата положба. Наместо да се соочи со одговорноста за тоа како и зашто ги потроши парите на работниците, тој избра да се крие за демотивни манипулации и ефтини политички драми. Тоа е негова лична измислица за да избегне одговор на прашањето што бара службеното возило на ССМ на локации за негови приватни цели. На јавно достапните снимки, идентитетот на лицата е заштитен токму затоа што целта не се децата, туку расипништвото и двојните аршини на нивниот татко. Трендафилов е тој што ги злоупотреби сопствените деца како жив штит за да ги одбрани неговите привилегии и комфорт, ставајќи ги во возило кое му припаѓа на македонскиот работник, македонските работници. Трендафилов е целосно нелегитимен председател. Неговото однесување е потврда дека тој е таму само за да си ја зачува фотелјата и функционерскиот комфорт. Јавното обвинителство треба веднаш да отвори истрага по допрен глас. Времето на неказнивост за милениците на претходниот систем заврши. Секој денар на работникот мора да биде оправдан за приватни цели и прошетки. Колку литри гориво од членарините на работниците се потрошени за личните потреби на Трендафилов? Зашто се друго ја има злоупотребено својата положба, додека глуми скромност и голем заштитник на социјалната правда во Македонија? Господине Трендафилов, наместо да плачете по медиуми и да напаѓате жени, подгответе си ја оставката веднаш.